Вчера за време на протестите на мостот кај обвинителството стоеа колеги од Јавен ред и мир. Кога се приближивме со граѓаните до нив, еден од колегите ме препозна и ме повика. Се приближив до него да се поздравам. Прозборевме кратко и се фотографиравме. Тогаш одеднаш од зад грб некој ме удри по главата. Почувствував толку силен удар што за момент не знаев каде се наоѓам и што се случува. Затоа што ние само се сликавме, ништо не направивме. Не знам зошто се случи сето тоа. Колегите подоцна ми кажаа дека се работи за полицаецот Здравко Анчевски, кој што е командир на ВОД во оделот за јавен ред и мир во СВР Скопје, кој што претходно никогаш ниту сум го сретнала, ниту го познавам, ниту приватно, ниту професионално. Не знам зашто го направи тоа. Веднаш после ударот ми се развика дека ми давал наредба да се оддалечам од местото. Не знам што направив за да јас се оддалечам од тоа место, тамо не е забрането да се стои. Јас не прекршив ниту јавен ред и мир, не нападнав службено лице, за да се случи сето тоа, за да ме удри така од зад грб, кукавички, без да направам било што. Македонските полицајци треба да ги штитат граѓаните, не да ги тепаат. Затоа ова нема да ме заплаши и нема да ме спречи понатака да одам на протестите. Мојот сопруг не е со мене, но исто како да е овде. Тој замина во Ирак затоа што мораше да заработува за мене и за нашите 3 деца, бидејќи двајцата сме сега невработени, благодарение на министерката Јанкуловска. Ги повикувам сите граѓани и понатака да доаѓаат на протестите во борбата за вистината, да не се плашат. Бидејќи го знаете идентитетот на полицаецот, ќе пријавите ли? Точно, синоќа, ноќеска, поточно во градска болница, дојдоа колеги од полициска станица Центар, зема изјава од болницата, пријавија што се случило, дека бил извршен физички напад врз мене и кога ќе ја соберам целата лекарска документација ќе биде официјално тоа регулирано. Они веќе имаат покренат